Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде денес со вас, да ве води и да ве чува од секое зло. Како можеме да имаме подобро заедништво со Бог? Бог не повикува со зборовите: дојдете кај мене сите, кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. И продолжува: земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор за своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Матеј 11 глава. Како прво, Бог не повикува за нов живот. Тоа е општа покана за сите луѓе. Тоа е универзална покана. Дојдете. Тоа е Божјата добрина кон своите созданија. Тие не се отфрлени од негова страна, во смисла дека не сака да ги спаси. Уште на самиот почеток, кога Адам и Ева сгрешија, Бог го повика Адам, велејќи му: каде си? Овој повик беше со цел да му укаже дека Адам сгреши и дека ќе ги сноси последиците од тоа. Меѓутоа, овој повик имаше и друго значење, дека Бог нема да го напушти, туку ќе му отвори пат за спасение и негова грижа да не заѓене. Тој, Ева и целото нивно потомство. Во Матеј ја гледаме Божјата милост кон човештвото, преку овој повик на Исус, кој се оттелотвори самиот Бог во тело. Дојдете кај мене. Бог не сака луѓето да бидат изгубени и безнадежни. Надвор од Исус не постои спасение за човечката душа. Без Исус е несреќа и пустош на човечките патишта. Човекот го носи товарот на гревот. Тој е обременет, паднат, истоштен, слаб, немоќен, осуден за пекол. На човекот му треба одмор, мир и спокојство. Тоа му го нуди само Исус. Јас ќе ви дадам одмор. Тој одмор што Бог сака да му го даде на секој човек е одморот од гревот, од животот. Гревот е огромен товар, товар на совеста и товар кога ги сносува последиците од истиот тој грев што го прави. Важно е да се нагласи дека Исус е факторот на вистинскиот одмор. Тој ги повикува луѓето буквално да ја грабнат и присвојат неговата наука, неговото учење, зашто вели: научете се од мене. Зошто? Затоа што мојот јарем е лесен за носење. Земете го мојот јарем. Во апокривните книги или Мудрост Сирахова, што не е Божја книга, во 6-то поглавје се повикуваат луѓето да дојдат кај мудрецот и да се поучат, земајќи го јаремот на мудрост, како што е запишано, за да би можеле да најдат одмор и спокојство. Тоа можело да се стекне со труд и залагање. Исус сигурно ги знаел овие повици на тоа време или во тоа време. Но Исус, во неговиот повик, ни открива поголема власт и авторитет. Тој ги повикува луѓето да го земат неговиот јарем, кој дава спокојство и мир за душите. Религиозните луѓе во тоа време, наречени фарисеи и книжници, му наметнуваат на народот или му наметнуваа на народот тешки бремења, неподносливи. За ова Исус ги опомена и им рече зашто зборуваат, а не извршуваат, туку вразуваат тешки и неподносливи бремења и ги ставаат врз плеќите на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат. Религијата на писмото требало да му даде слава на Бог. Меѓутоа, наместо слава на Бог, тоа било ужасно оптоварување за обичниот народ. Повикот на Исус не подразбира немање обврски, туку пронаоѓање одмор во неговата личност, без напрегање преку некоја религија измислена, наметната од луѓе.
Ako ovoj odmor što go dava Isus je počivka i spokoj, toga što iza nas je onoj šabat, onoj odmor što je zapišan vo Jevrejite 4. glava. Znači, na Božjot narod mu ostana počinката, šabatot. Imeno, koje vlegol vo неговата починка, тоа е Христовата, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во Христовата починка и со прифаќање на Исус, легализмот, прописите и секаков товар од гревот ќе бидат отстранети. Како можеме, како повикани од Бог, да имаме добро заедништво? Процесот за блиско заедништво и врска со Бог е цел за сите вистински наново родени христијани, за оние кои се во Христос и се нови созданија. Таквите копнеат да бидат со Бог дење и ноќе и се слични како што е запишено во Псалмот Давидов, односно во 63-тиот псалм, 1-иот стих. О Боже, Ти си мој Бог, горливо те барам Тебе. Мојата душа жедне е за Тебе, моето тело копне е по Тебе, како сува, жедна и безводна земја. Но треба да се има предвид дека ние во овој живот никогаш нема да бидеме совршено блиску до Бог, колку што би требало да бидеме или колку што сакаме да бидеме. Причината за тоа е постојаното присуство на гревот во нашето тело, кое го наследивме од Адам. Од Божја страна нема проблем, туку тоа е од наша страна. Гревот секојаш прави бариера во општеството и комуникацијата, во општењето и комуникацијата со Бог. Апостол Павле, за да го добие тоа заедништво со Бог, близина со Бог, тој се откажува од многу нешта во сопствениот живот, велејќи во суштина јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Исус Христос, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад или смет, за да го придобијам Христос и да се најдам во Него, немајќи своја праведност, туку која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку вера во Исус Христос, правдата од Бог врз основа на верата. Почитувани, има 5 клучни нешта кои ќе ни помогнат да бидеме во добар сооднос со Бог, да бидеме во близина со Бог. Првото нешто е покајничко срце. Како што на неверните им треба покаяние за Бог да ги спаси преку вера, така и нам христијаните ни треба покајничко срце, постојано да се каеме за она што го правиме, со зборови, со мисли и со постапки. Прво и основно е да создадеме секојдневна навика да ги исповедаме или признаваме нашите гревови. Внимавајте, секојдневно. Ако гревот е бариера или бент или нешто што не спречува за нашето прекинување во врската со Бог, тогаш признавањето ќе ја елиминира бариерата. Библијата јасно зборува дека секоја исповед на гревот пред Бог е советување дека ќе ни биде простен. Во прво Јованово писмо или послание, 1 глава, 9 стих, е дадено решението за овој проблем. Таму се вели вака: ако ги исповедаме своите гревови, тој, односно Бог, Исус е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Зборот ако подразбира и можност да не се исповедаат гревовите, бидејќи ако ти дава алтернатива и да и не, ако. Но доколку се одлучиме да ги исповедаме или да ги признаеме, тогаш читаме дека врз основа на Божјата верност и праведност ќе ни бидат простени гревовите, па дури и очистени. Опростениот грев го обновува заедништвото и започнува одењето со Бог. Но треба да се спомне дека исповедта на гревот не е само обично кажување од типот: "О Боже, жалам за мојот грев",
и така натаму. Исповедта, признавањето подразбира покаяние од се срце и препознавање дека со гревот му вршам атак на Бог и ја исповедам неговата светост. Неговата љубов и него како татко го исповедам неговата љубов, ја исповедам неговата љубов и него како татко. Исповедта е длабоко свесност дека гревот на оној кој се кае е прикован на крстот преку жртвата на Исус. Тоа длабоко сознание се огледува кај даночникот кој што согледувајќи својата длабока грешност се удираше во градите, извикувајќи: Боже, биди милостив кон мене грешникот. Потоа имаме еден друг пример во Стариот Завет со цар Давид. Тој во својата покајничка молитва вака извика: Понизниот дух е жртва на Бог. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Прво и основно е покаяние, признавање на сопствениот грев за се што човекот прави во мислите, во зборовите и во постапките или делата. Но како што реков, исповедта во ниеден случај не подразбира да се исповедаш на свештеник, на свештено лице, човек облечен во црно. Не, само на невидливиот Бог. Запомнете го тоа, еднаш за секогаш, зашто Библијата не дава алтернатива да му се исповедаш на Бог, да се исповедаш на свештеник, на некое така наречено свето лице. Само на Бог во името на Исус Христос. Затоа, кога Бог зборува, човекот секогаш треба да го слуша или да го послуша. Ако заедништвото со нашиот контакт, ако сакаме заедништвото и нашиот контакт да биде добар со Бог, треба да го слушаме Бог, да го слушаме во се што ни зборува, зашто на Бог му е мила послушноста од се најдруго. Тоа сигурно не подразбира надприродно искуство во буквално слушање на глас или гласови, туку како што вели Петар, и така имаме посигурно или цврст збор, пророчки збор, и добро постапувате кога внимавате на него како на светило кое свети во темно место, додека не осамне денот и звездата не изгрее во вашите срца. Зборот што го имаме, тоа е Библијата. Само преку Библијата го слушаме Бог и Божиот глас. Библијата е Богодухо писмо, вдахновено, инспирирано од Светиот Дух. Павле вели вака: целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно или полезно за поука, за карање или изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Ако сакаме Божиот збор да ни биде при рака, како што е запишан во Псалм 1, 2 стих, таму вели вака: неговата волја му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќ. А во сето ова дело, Духот, Светиот Дух, ќе ни го толкува писмото и ќе ни го објаснува точно. Како трето, за да имаш добар сооднос со Бог, да имаш контакт со Бог, заедништво со Бог, треба да имаме здрав молитвен дух или постојано да разговараме со нашиот небесен татко. Молитвата во Библијата е спомната повеќе од 250 пати. За молитвата има напишано многу книги и многу сме слушали и читале за неја. Но молитвата е нешто, би рекол, една тешка задача, кога е во прашање да се има близина со Бог. Многу христијани ја одбегнуваат молитвата. Сакаат да работат за Господ, да се трудат за Господ, да покажат колку се трудолюбиви. Меѓутоа, ако се занемари молитвата, тогаш многу си пропуштил. Ако размислуваме човечки,
Успехот на Исус во неговата мисиска дејност беше токму во осамувањето со неговиот татко. На повеќе места ќе прочитаме во Библијата и штом Исус го распушти народот, се искачи на планината или гората за да се моли насамо. А кога се свечери, беше сам таму. Ова пракса се повторуваше неброено. Молитвата бара посветено место и време и навика. Не можеш на некој да му велиш моли се, ако нема внатрешна желба и копнеш за молитва. Молитвата има своја суштина. Според едно истражување на еден социолог од Универзитетот во Висконсин, 75% од оние кои се молат во недела го прават тоа за да се справат со негативните состојби и емоции: болест, тага, траума, депресија, лутина и така натаму. Тие што имале лутина изјавиле дека молитвата им помогнала за да ја контролираат емоционалната болка. А некои други доаѓале на молитва од разни причини и биле убедени дека Бог ја видел нивната состојба и тоа им го подигнало чувството на самопочит, за да се смират и да не изговараат непромислени зборови во лутина кон Бог и општо кон луѓето. Ако гледаме на ваков начин на молитвата, тогаш таа е како некоја терапија за душевните болни луѓе, како што го има тоа во другите религии. Тоа се човечки методи кои наизглед е поврзување со Бог, а всушност е залажување. Човекот треба да доживее промена, наново раѓање преку Светиот Дух, за да има траен ефект и резултати. Како прво, молитвата треба да биде пред се, да му се даде слава на Бог, со тоа што ќе го светиме Неговото име и Неговата светост ќе се рефлектира во нашиот секојдневен живот, како потврда дека на Него припаѓаме. Второ, го повикуваме да дојде Неговото царство, бидејќи тоа е наменето за нас. Трето, во молитвата се учиме да бидеме поефективни во справување или спроведување на Божјата волја. Кога тоа ќе го сватиме, тогаш нашиот пристап е исправен. Молитвата треба да ја сватиме како дар и можност да му дадеме слава на Бог и преку неа да ги побараме оние нешта што се во согласност со Неговата совршена волја, која е за наше добро. Со таков став, почитувани и принцип, ние сме приклучени или одиме со Бог рамо до рамо. Со молитвата нам ни се дава можност да го делиме нашиот живот со Бог, да го делиме нашиот живот со Бог. Со молитвата ни се дава шанса да ја изразиме нашата благодарност за она што го примаме од Бог. Со молитвата ни дава можност да го признаеме нашиот грев или гревови за простување. Со молитвата секојдневно го славиме и го обожуваме Бог и со молитвата нашиот живот е под контрола на Бог, не излегува надвор од Неговата контрола. Повиканите за да имаат близина со Бог, ќе го најдат Христовото тело црквата за да имаат редовно поклонување и обожување на Бог. Тоа е од витално значење поради духовниот раст. Во Псалм 95 народот се повикува да дојде и да му се поклони на Бог. Таму се вели вака: дојдете да му запееме на Господ и да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред Неговото лице со благодарности, да му воскликнуваме со песни. Зашто величествен е Господ нашиот Бог, голем цар над сите богови. Да, Бог сака да бидеме во Неговото присуство, заедно со други верници. Не би требало и погрешно е да се заземе став дека на Бог можеме да му служиме и без заедничко собирање во црква или со други верници. Бог преку други верници
ќе ни овозможи да ги примаме неговите благослови. Народот или црквата е негов откуп. Откупот е платен со неговата крв. Лоша варијанта е да почнеш да мислиш дека имаш дома Библија, имаш интернет и од дома ќе ја постигнеш духовноста сам. Средбата со браќата и сестрите е Божја волја и општ благослов со искажување љубов, почит едни со други. Блискиот сооднос со Бог зависи и од покорноста. Да патуваш со Бог рамо до рамо, ти не можеш без покорност. Исус им рече на своите ученици: ако некој ме љуби, ќе го чува моето учење. Тоа е запишено во Јован 14 глава 23 стих. Доказ дека вистински сакаш да си со Бог е пазење и чување неговото учење. Тој во Матеј 11 глава вели дека неговото учење е лесно, како што реков на почетокот, и не обременува. Апостол Јаков вели дека со покорност кон Бог ѓаволот ќе бега, бидејќи кога му се покоруваме на Бог, тоа е противење на ѓаволот. А во Римјаните 12 глава се нагласува важноста да се биде жива жртва. Павле вели: затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бог, и тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет. Во Псалм 119 постојано ги среќаваме зборовите: ќе го пазам твојот закон, уживам во твоите наредби, ќе ги пазам твоите заповеди, ќе ги пазам твоите повелби и така натаму. Има еден многу убав стих во Прва Самуилова книга, 15 глава, 22 и 23 стих, каде што Самуил одговори и рече: дали му се на Господ помили палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поскапоцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни, а непокорноста или гревот на вражање е како гревот на вражањето и самоволието, е како злостор со идолите. Исус не откупи од гревот за да бидеме слободни, да живееме во заедништво со Него, да бидеме секојдневно со Него преку Духот и да ги уживаме плодовите од Неговиот откуп, а како крајен резултат на откупот да имаме вечен живот по смртта. Бог те повикува сега, дојди кај Исус. Бог да ве благослови, почитувани. Амин. Божи благослов.